Продолжуваме. Значи, кој ќе кликнеме на десктоп, се појавува екранот, имате овдека опција со ножичките, ќе го селектираме делот, од видот на конструкцијата што ќе ја правиме и едноставно во наредната страница. И еве го овој дел, сега многу ни е големо, ќе си го намалиме овдека и ќе си го однесиме погоре. Значи, ова е тоа што ќе го работиме сега. Следното. Значи, треба да нацртаме триаголник А, Б, С, тако што АБ страната треба да биде 62 мм, а аголот во темето А или алфа да биде 40 степени, а аголот кај Б треба да биде 60 степени. Како што рековме, прво ќе цртаме скица. Скица беше цртеж во кој што ги пишувате дадените елементи. Значи, ќе цртаме први страната АБ во триаголникот. Оваа страна, по услов, знаеме дека е 62 мм. Даден е агол од 40, кој што ако ова овдека е прав агол, наполу е 45, ова е помало од наполу, еве го 40. А бидејќи овој кај Б е нешто поголем и треба да е 60 степени, ево отприлика вака ќе биде. Овдека е 40 степени, овдека е 60 степени и ова е точката С. Кој ќе го нацртаме, треба да ги измериме должините на овие две страни. И да провериме дали овој агол голе ќе има 80 степени. Сега како ќе го цртаме, ќе видиме нешто покасно. Сега во вториот елемент, вториот дел, ги цртаме дадените елементи. Од дадените елементи ги цртаме тие што ни се дадени. Сега дадена ни е страната, ќе одиме во овој дел, обираме лениерот, еве вака. Ќе зголемиме малку, први да го намалиме. Вака. И кој ќе зголемаме овдека, еве вака, ќе си го нацртаме. Беше 62 мм, ова е дебело, сега ќе намалим потанко и плаво ќе го нацртаме 62 одат. Чуваме 62 мм. Еве го. Ова ни е страната АБ. Значи, тргаме една страна и ја пишуваме страната АБ 62 мм. Значи, ова треба да се избриши. Не се напише како што треба. Ова е 62 мм. Треба пополека. Сега треба да ги нацртаме и двата агли што ни се дадени. Како тоа ќе го направиме? Ја видиме како стоиме со простор. Значи вака ќе земеме. Овој агол ќе го цртаме овдека. Вака ќе земам подолу. И другиот ќе го нацртаме во овој дел. Значи, цртаме сега произволно овдека линија, многу е дебела. Вака. И потоа ќе оцртаме аголот со агломер. Сега ќе го земам овој, ќе го однесам овдека, да го нацртаме другиот агол. Значи не е воопшто битно каде е нацртан аголот. Треба да бидат еден по друг, ама заради простор мораме вака да го нацртаме. Сега ќе го земам овој, оп, грешка, линија нацртавме одоздола. Го тргниме горе да стои. Сега треба да нацртаме агли. Едниот агол, овдека ќе биде во А 40 степени, еве го агломерот. Го местиме агломерот овдека кај што треба да стои, еве вака. И земам пенкало, можеме ова ако сакате да го искористиме овдека, еве ова движењево. Значи ова овдека, да го наместиме на 40, еве вака. Точно гледате бројката. И овдека горе на средина ќе си напишем точка. Затоа што тука треба да помини аголот. Ќе го земам сега овој агломерот, ќе го однесам овдека и ќе го нацртам другиот агол од 60 степени што ни е даден. Еве вака. Гледате, сега треба да го зголемам унарачено. Да го однесам до 60. Еве 60, како е, оп, не можеме да погодиме точно 60. Ќе земам боичката, ја земам поголема да биде и ќе напишем точка овдека.
Сега, зашто ни беа точките? Можем да земам со линија да нацртам, ама по-добро е да земам линијарот. Го местам линијарот на нулата, така, и овдека го вртам. Го носам до точката, кај што беше аголот измерен, еве вака, и сега земам боичката и ја цртам линијата, ама е многу дебела, ја намалиме, еве вака, и ќе дојдеме одавде нагоре. Сега истата постапка ја повторуваме и за другиот, ама ова ќе го тргнеме долу. Сега ова го носиме овдека, вака, на нулата, за да можеме да го завртиме. Сега малку ќе го пренесиме понавно, за да го гледаме оној аголот. И сега овдека ќе ја вртиме. Еве до точката, како што ви реков. Еве уште малку ќе ја завртиме, еве вака. Ќе изберам уливчето и ќе нацртам линијата одавде нагоре. На тој начин нацртавме два агли. Вака, ова е 40 степени аголо, а ова аголо е 60 степени. Сега треба да го конструираме. Да го конструираме се имаме. Како ќе го конструираме? Ќе изберам хайлайтер да ви објаснам се. Бирате произволна точка и цртате произволна, значи кој ќе речем произволна, колку сака долга нека е. Права AX. На незе правите кружен лак со шестерот, колку што е АБ. Добивате точка тука. Потоа, со помош на агломер, ги пренесуваме двата агли. 40 и од 60. И онаму кај што ќе се сечат краците на овие агли, еве вака, и овој вака, таму ќе биде точката С. Сега како тоа се прави? Значи, како што ви напомнав, еве ќе бараме простор, еве имаме цел простор на разполагање, ќе избериме точка А. Значи, точката А ја бирам каде сакам. Цртате произволна полуправа на каде сакате и колку сакате голем. Сега како беше на скицата? Со шестерот мериме колку што ни е дадено ова растојание овдека. Значи, ни треба сега шестер и да ја измериме од сечката горе, ова е АБ. Значи, земам шестерот овдека, го носам кај оваа отсечкава АБ, еве вака, и овдека ќе го изложам, треба да биде 62. Оп, еве го 62. Значи, бидејќи го погодивме како што треба, еве вака малку, ова сега ќе го земам и ќе го пренесам долу. Вака, ама бидејќи не се гледа од линијава, ќе дам погоре, еве вака. И ќе го зголемим. Значи, го местам во точката А во крупчето овдека, ова ќе го завртам, појдам на крајот овдека и ќе си нацртам кружен лак. На тој начин добивме точка Б, која е 62 мм далеку од точката А. Сега што требаше да направиме? Требаше на скицата да ги пренесиме двата агли. Сега внимавате како пренесува агол. За да пренесите агол, треба да мите прво и да појдите кај аголот. Значи си шетаме горе-долу. Агол, шестерот, тоест, го местите на темето на аголот, што е нацртано. Еве. Овој отворот, воопшто не е битен, ќе го намалиме. Сега, ќе си направите кружен лак, вакав, со произволен отвор, значи, во аголот. Без да го менувате отворот, значи на шестерот, без да го менувате, овој, сега шестерот, ќе го нанесите ова точката А. Еве одавде. Сега со истиот отвор правам кружен лак, ќе го затворам вака и со, еве ќе го нацртам. Вака. Сега нареден чекоре. Овој треба да измерам колку ми е отворен аголот, начин што ќе појдам со ова овдека, еве во оваа точка, и ќе измерам со помош на шестерот колку ми е отворен аголот. Ева мерито. Одам овдека, сега ќе го соберам. Еве го вака. Еве го овдека. И сега ќе проверам дали е добро.
си нацртам мал кружен лак. Ако кружниот лак поминува точно тука, значи сум во право. Ова ми е големината мене на вака ќе освртам. Големината на отворот. Овој отвор треба јас да го нацртам долу. Значи сега ќе го земам и ќе го пренесам подолу. Овој ќе го пренесам долу, по можност без да направам беле. Еве вака. Го пренесувам од оваја точка, еве вака, и цртам кружен лак. Значи сега одавде натаму со помош на триаголникот, имавме горе, го најдеме, најгоре беше оставен, така, еве го, со помош на овој триаголник ќе направиме кружен лак кај што се сечат точките. Сега ќе го зголем ова, еве вака, да го видите поубаво. Значи сега го местиме триаголникот овдека, во оваа точка, и мораме да го намалиме сега или да го преместиме понаваму, за да го гледаме делот за вртење. Сега ќе го изберам овдека, јас го изместо да го спрем за вртење, еве вака. Ќе кликнеме на оваа точка и сега овдека мора некад опција за вртење. Сега го вртиме се до моментот додека не се појави точката овдека. Бирам боичка и си го цртам наваму. Сега го правим истото, да појдам малку подолу, да не треба да ја продолжиме. Ја продолжиме уште малку линија, да не ни треба за после. Че одавде натаму треба да се продолжи. Ево. Сега, иста работа ќе правиме овдека, со таа разлика што сега треба во точката Б да го нацртаме другиот агол. Во точката Б да го нацртаме другиот агол. За работа ќе ни треба шестерот, кој што треба да го однесиме. Ево дека горе, да го намалиме позо, кај онај од горе. Значи, таму. Сега значи, исто како предиска, го местите аголот, сега гледате. Сега значи, исто како предиска, го местите аголот, сега гледате.